вечер, гледате Политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Добре вечер од мене, јас сум Сашо Радановски во студиото во Скопје на Инфомакс. Добро дојди. Па добро, ќе бидам тука и следниот петок, така што малце оживо. Имаме самит во Црна Гора, Европска унија, Важен, историски самит. И имаме уште некои детали, особено ова протоколи прв, втор, фамозни протоколи кои ова македонско-бугарскиот договор за пријателство и соработка, кои заслужуваат да бидат објаснети. Не само тоа, да кажеме дека за некоја минута, за 10 минути ќе вклучиме и господинот Бујар Османин е гостин во студиото, бидејќи мислам дека е баш годна прилика да искоментираме оваа твојава тема за европско проширување, Боко, нема без кочење, сега ќе биде проширување, ќе влетаме со 120 са. А ти кажи Драгичка. Драгичка. Нов амбасадор на Соединените Американски држави во Македонија ќе биде бизнисмен, близок до Трамп. И по прв пат ќе имаме, значи, амбасадор кој не е дипломат од кариера. И малку ќе биде тоа поинаку и сега со оглед на твојата овакво аналитика, форензика на Трамп и неговиот лик и дело. Интересно е да прокоментираш што ќе се случува. Прво, закаснија со именување, односно со предлагање, тоа ќе поминат уште кои неколку месеци, бидејќи целата конгресна постапка трае долго и така натаму. Пред 2-3 недели ги објавија сите нови амбасадори на Балканот американски, бидејќи нигдека немаше практично речи се. Нема за нас Албанија и Косово. Да. И ниедно од именувањата на Трамп не се дипломати од кариера. Сите се политички, има нешто бивши... Во Босна, мислам дека е тој што е во Босна, сите се политички именувања. Има известно искуство во дипломатија од времето на Буш Джуниор. Се тоа пријателчиња на Трамп, на кои што им врши услуги, им враќа не знам што и така натаму сегде. Ама не само кај нас, они по светов во важни центри именува. Ние до сега сме немале, значи до сега во Македонија биле амбасадори кои се дипломати од кариера. Професионалци, да. И ова ќе биде малку поинаку, инаку во Албанија исто така овој бизнисменот кој е, не знам името, тоа не го дознав, е во оваа постапка на ветинг, на проверување пред да биде официјално номиниран и испратен до Конгресот или до Сенатот на хиринг и тие процедури, бидејќи овие сега што се номинирани, они нема да дојдат на служба пред зимава. На крај на годината ќе фати и пролет. Може би, така што овој кај нас другата година ова време. Ма добро што не затварат амбасадата, тоа беше една од опциите. Стратешкиот партнер. Стратешкиот партнер. Периметерот некако послабо добро. И овој во Албанија е исто така од политички ќе биде номиниран, но има известна, колку што успеав да разберам, доста е политички влијателен во тој круг на МАГА и во таа Трамп констелација и он на известен начин, за Косово не знам, ќе биде некако регионално, ќе има некаква, ќе биде супериорен во однос на... Во Тирана? Да. Ја мислам дека не ме прашувај за детали, не знам детали околу тоа. Сепак американската амбасадорка во Атина е таа која што е, да кажем, и заради стратегиската позиција на Атина, и заради разноразните интереси кои што... Добро, знаеш кој е амбасадор во Атина? Се разбира, да, и таа е сепак највлијателна. Да, но и она исто политички ја поинти. Традиционално и во претходните варијанти Атина била таа која што доминирала. Сегаш зависи и од персоналитетите, ме разбираш, пошто е ова се една тотална екипа на аматери, све се тоа политички менувања, бизнисмени. При тоа види, ситуацијата на Трамп толку многу му се искомпликува. Значи, он е во последните неколку месеци во падови по сите основи. Од здравствено, преку дури во Конгресот не му помина
оној фонд прочуен од 2 милиарди кои требаше ги дели на пријателчиња и така натаму, и републиканци четворица гласаа против него, до сите крупни проекти, да не зборам за Иран, но ова со Иран е катастрофа која што ја коментираме. На новиот, како им се викаше, Ајатолах. Ма нема ништо. Не, прогласи победа. Да, па сакам да кажам, таму нема ништо. Да. И стварно е непријатно и таму се создава во републиканците се нервозни со оглед на тоа што еве го ноември кога е за midterm. Значи они така ќе се слупаат во ноември и сега им е тоа веќе јасно. Овој исклучиво поддржува најрадикални мага кандидати во предизбориве, пошто се имаат праймарис, сега ги бираат своите кандидати и така. И тоа што има, пази, може да се случи Тексас да го изгуби. Дори предвидувањата се дека повеќе имаат шанси демократите во Тексас, што би било историски еден пат и така. Се му пропадна. Од болрумот, преку прославава, не знам да ги знаеш, се практично му откажа сите пејачи за прослава на Да, теста. добро, тоа е се окей, али ова е голем проблем. Иран е голем проблем, бидејќи он не може, ја не гледам варијанта он да добие подобар договор од оној кој го имаше Обама. Не, секако ќе И биде тој нема шанси да го добие, а од друга страна е таму е вложено многу пари, многу оружје, многу сериозна операција е она што се случува таму, да не зборуваме за проблемите кои ги предизвика во глобалната економија. И не гледам, јас не гледам можност се, нели, ако влезе со пешадија. Boots on the ground. Да нешто он направи некаков помак таму поголем и неку максимумот кој може да го излече она што го имаше Обама како договор со Иран. Не се веќе ни до таму. Исто мислам така, но тоа е, не знам. Он е на работа, пошто притисоците се огромни, се искара со Натањаху, се разбира, бидејќи Натањаху е една зла. Види, мора да има упекот посебни места за такви као Натањаху, као Трамп и така натаму. Значи веќе е отворено, дури мислам сам ги спинуваше кавгите со Натањаху, он ги пушти во јавност. Не од други протекоа како го отерал. Ама Аксио се повика на изворот Белата куќа, за тоа и предпоставките се како Трамп има. Не, во интервју го слушав, не знам за која телевизија. Денеска он сам го потврди она што Аксиос го објави дека со Нетањаху. Значи се насука со Иран катастрофално, ќе ни остави еден ужасен режим во Иран, кој што ќе излезе. Види, они него не е ни важно што воено го се испостави дека режимот ќе обстои и ќе видиме до кога, како и така натаму. И тоа е ужасен режим, овој само го засили. Второ, не знае како да се повлече. Мислам дека он кај да е во некоја недела од сега ќе каже победивме, фала, пријатно, ај со здравје, сега Куба ќе нова занимација ќе отвори. Ама види се што меѓутоа тоа нема целата домашна агенда му е насукана. Здравствено стои се полошо. Заспа денеска пустија слика заспа. Секој ден заспива, види, не е тоа проблем. Второ, види, кабинетот му се распаѓа. Он во последните 3-4 месеци отпушти 4-5 клучни луѓе, сите жени до душе. Еден маж, мислам, али 4 жени на клучни позиции од кабинетот. Веќе тече на сите страни од кабинетот. И јас ќе ти повторам тоа што го зборам од како дојде на власт. Он мандатот нема да го заврши. Добро, тоа не знам, ти упорно го... Да, не знам како. Апсолутно. Ќе видиме како и кога. Да те прашам, кој е твоето мислење, како ќе се позиционира, која ќе биде политиката на американската амбасада со наша амбасада? Да, кога ќе дојде, еве другата година, значи човек кој е бизнисмен, таа трансакцијска политика која треба да се, нели, транспонира во некоја дипломатска активност. Значи, State Departmentот е распаднат со тоа што сите овие амбасадори имаат повеќе врска кон Белата куќа отколку кон Марко Рубио. И сега тоа е едно двојство на... Прво, таму и во State Departmentот се распаднати разни дескови, ала он ги отпушти сите клучни луѓе од иранскиот деск. Он отпушти пред да го нападне Иран неколку недели 9-10 души кои беа најстручните луѓе за Иран. Не само од State Department, од CIA, ги распушти се добро. денешко и го нападне Иран и еве како заврши.
Така што го гледав да речеме Марко Рубио имаше во Сенатот хиринг Хиринг, така да, натаму. Види, он непријатно. се обидува не само тоа, него Марко Рубио се позиционира да биде кандидат за председател, бидејќи J.D. Венс стои многу лошо во јавноста, едноставно не може да се пробие. А и кај републиканците Марко Рубио подобро би стоел. И сега се тоа двојни, тројни политики. Тука некаков амбасадор, бизнисмен кој ќе дојде. Прво, Белата куќа не ни знаат кај е Скопје на мапата. Мислам, тоа Трамп среќа. И во стратешкиот овој диалог кој го имаме, знаеш, тоа мене ме загрижи. Виде дека нема ни преспански, ни Охридски договор, ни Ништо нема. Ништо нема. Ќе одржаваат тоа што се воспостави, значи ни Балканот го интересира само како енергетски коридори и одредени бизниси кои што се најдели на друг начин крупни, а кои што за Балканот се проблематични. Па види Еди Рама каков проблем има со оној остров што го продаде на... Не, види, помногу е посериозен сударот меѓу Европска унија и Трамп во Босна со гасоводот. Да, не зборам за Босна. Излезе Европска унија со став дека ја предупредија Босна дека во тој дел во енергетиката има обврски кон Европската унија и дека не може тоа така, мислам, со закон да го додели на адвокатот на Трамп. Мислам дека е адвокатот на Трамп која има таа фирма која треба да го прави. Друг да биде, нема пробаш. Милиарда и пол. И сериозно се комплицира работа. Она што е една инерција од State Департментот е една американска политика која знаеме, па и стратегијата што објавија пред некоја недела, пред некој месец, таа е во суштина тоа што го знаеме. Меѓутоа тоа е мртво слово на хартија додека е таму Белата куќа Трамп. Едноставно утри са бага ако му текне оние, човекот е будала, непредвидлив, не за нас ние сме последна, немаме никаква улога во ништо. Му се распаѓа светот, преокупиране со милион други работи, така што ние сме исчезнати од мапата американска на некаков стратегиски однос кон Македонија, што викаше еден, вика, ние знаеме дека имаме стратегиски договор со американците, дека американците знаат. Како и британците, by the way. Провладени медиуми кои го нападнаа Пендаровски за неговиот коментар во однос на Трамп, кој, сте го предупреди дека мислам, не, го критикуваше на известен начин по дипломатскиот тоа со Па добро, ама он тоа го прави на нас 2 години. Нападна, као замислете Сео Пендаровски Трамп го напаѓа со американски држави, наши од стратешки партнери. Оваа политичка и пропагандна екипа на ВМРО се такви глупаци кои апсолутно ништо не разбираат. Го имаш оној Левков од Кочина и оној од Куманово, како се кој пратени, кои се експерти за све, од чиста вода до американска политика. Не. Значи, апсолутно немаат поима од ништо. Ние сме, кога не обвинувале проамерикански као ти за пари. Не, мислам, тоа се принципи. Имало Америка која била поим за некакви демократски вредности и тоа било тоа што поради кое сме биле проамерикански. Тоа не значи дека утре ако Америка стане диктаторски режим, дека ти зашто мораш утре? Мислиш вчера, откако е станата диктаторски режим? Не. Добро, не е, согласен. Треба време таму, тој тип на демократски институции таму. Се виде таа работа, се виде како... Па се виде, знаеш како на Реган слоганот, знаеш како беше, дека слободата умира секој ден. Го направи тој фонд со кој он уствари ќе ги поддржува овие конзервите по Европа и Не е по Европа, тоа е за неговите мага играчи во Америка. Види, се пробуди таму еден дел од јавноста, почнуваат да му дираат контри на работот демократија. Ти ги кажувам мерењата официјални, види на американски, меѓу другото на најпознати овие куќи кои што мерат. Она е веќе хибридна речиси демократија. Она е на ниво наше, а мислам дека кај нас некои работи што се случуваат во Вашингтон, овдека не би прошли. Туку да се вратиме сега малце на ова актуелниот момент денеска во Тиват заврши овој самитот Балкан. Па ќе разговараме, претпоставам, во детали. По мене тоа е голем сигнал, значаен. Мислам дека Европската унија е доста експлицитна, децидна во тоа дека сака да се проширува, Сашо, и тука нема дилема и нив им треба резултат на Балканот. И мислам дека Црна Гора
не знам Албанија дали ќе го фати тој воз, дека Па они во тивот практично Црна Гора ја прогласија за членка. Да, тоа е тоа. Ова се формалности кои ќе траат со години, ама има една многу важна работа која сакам да кажам, актуелно е овој тој предлог на Мерци Макрон околу тоа постепено, градуално пристапување и тоа е варијанта која не гарантира уствари како тоа ќе изгледа, не се знае крајот, како ќе биде и дали стануваш полноправна членка онака како што си сега членки на Европска Унија, туку влегуваш на слободен пазар и гледам едно ширење на илузии дека тоа може да е некаква алтернатива која нас ќе не спаси од европската преговарачка рамка, односно од внесувањето на бугарите во уставот, и тоа е таков пенал, таква една грешка страшна, мислам. Тој спин доаѓа од провладени кругови и е поразителен. Мислам, непотребно повторно се прават, се шират, се манипулира со јавното мислење. И тоа да е, нема никаква шанса да се избегне исполнувањето на условот од европската преговарачка рамка. Еве, само да влегуваме на заедничкиот европски пазар. Тоа не е преговори за економија, ние пак мора да преговараме 23-24 поглавје, правда, корупција, бидејќи ти не можеш да бидеш во заеднички европски пазар, а да немаш решено проблемот со корупција. Не постои таква можност. Значи, пак влегуваш во тој процес на преговори. Има една ставка, ми се чини, во овој предлог, каде што ти можеш да учествуваш во работата на телата во Европскиот парламент, ама тоа му доаѓа нешто како со постоечките мешовити овие комисии за соработка меѓу Македонија и Европскиот парламент, како земја кандидат, значи без да преговараш. Ама тоа е тоа. Сите други фази кои ги предвидуваат Мерци Макрон да постепено влегува, сите они подразбираат да ти си во некаква динамика во процесот на преговори. А за да влезеш во процесот на преговори, повторно доаѓаме до европската преговарачка рамка и исполнувањето на условите. Сега, она што е многу важно. Слушав заменикот министер за надворешни работи. Чии? Наш. Кој вика времето, тоа нема, па зашто кај брзаме и така натаму. Важно е затоа што и те како е важно. Нас мислам дека во секунда ни е важно сега, затоа што мислам дека доколку постои свест, совест, разум, одговорност за јавен интерес, Македонија треба да ги внесе бугарите во уставот, да ги исполни условот и да почне одма преговори за да евентуално, бидејќи ние реално тоа се согласувам, ние имаме голем процент од ова законодавство усвоено и во некаде сме понапред и од Албанија и од Црна Гора во таа смисла. Но преговарачкиот процес е оној кој ќе не принуди да ги имплементираме сите тие закони. Бидејќи ова што го предлага Мерци Макрон нема да важи за Црна Гора и овие земји што се напред во преговарачкиот процес. Црна Гора ќе влезе, ако во Исланд референдумот помине во август, најверојатно заедно со Исланд по класичниот модел на пристапување. И потоа остануваме, ако и Албанија, не знам за Албанија ми е вака, тоа е, ќе поразговараме после со нашиот гостин, остануваме со Србија, Косово и Босна да влегуваме и пристапуваме по овој модел кој сега го предлагаат Мерци и Макрон, но останува да се види дали ќе успее, бидејќи сите земји членки треба да гласаат за тоа, за да тоа помине. Значи, времето ни е многу битно. А гледам дека се чека, постои во владата им е многу јасно дека нема промена на преговарачката рамка и дека
сега се надеваат на некакви символични гестови кои треба нас, уствари на Мицковски, да му ги исполнат условите од неговата предизборна кампања. Некако нешто да не направи горди, некакви гаранции кои уствари не постојат. Ти знаеш дека ја мислам дека ти имаш потпуно погрешна проценка. Добро. Значи, ова све што го збориш, всушност владата со многу пресметани математики влегува во неуспехот да влеземе во Европска унија, бидејќи не е заинтересирана да влезе во Европската унија. Ова се што го зговориш, ти пошто се влезе длабоко тоа, треба и со Бујар тоа да го разговараме, значи апсолутно владата не е заинтересирана за влез во Европската унија, прави се што може да не влеземе во Европската унија, нив им се јасни сите услови, јасно им е дека нема да има никакви промени на рамките и така натаму. На тоа Борјане добиваат избори. Добро. И нив им е поважно, следните избори ќе бидат воредни. воредни. Наша должност е некако ја превенираме не манипулацијата со зашто мислиш дека е наша должност? Не. Па еве ја новинарската вокација сашо е да ги ставиш информацијата. Ма ја што правам друго освен што ги, па ја што правам друго освен што ги разглабам информациите. Значи отидоа во тиват, види, еве ќе влеземе и со Бујар Османи. Добро вечер. Добро вечер. Почнавме со Бојан на овај. Нема потреба представува Бујар Османи. Одамна не сме го виделе после локалните избори, не знам, ја и не следам баш се и така. Тоа баш ми е драго што се појавува. Добро. Се извинувам ако сум пропуштал нешто и така. Ја одгледав завршната пресконференција во Тиват. За ова Борјан што збори цело време, која траеше 3-40 минути, тоа е обично нели Кошта, фон дер Лајен, црногорскиот председател по 5-10 минути, па потоа 5-6 прашања дозволи и така натаму. Единствената земја која што не се спомна за тие 3 сите од Молдавија и Украина преку Србија, да се разбира Црна Гора, веќе му честитаа на Милатовиќ дека е членка и така натаму, е Македонија. Значи не ја спомна ни со еден збор никој. И пошто знаеш како го гледам односот на Европска, ние веќе не сме ни последното дупче на свиралото, од нас нема како дупче на свиралото. Бар да сме последно, ќе кажеш таму некој прст ќе засвири. Нас нема на свиралото. Тоа е очигледно стратегијата на оваа влада, да исчезнеме. Ние успеавме комплетно, еве тој Борјан го кажува, да се вратиме на агендата на Косово, Босна, Србија и ние. Тоа што 30 години се обидувавме да не влеземе на таа агенда, напротив, да бидеме секојаш во еден друг контекст со НАТО, Европска унија и така натаму. Сега сме комплетно пропаднати во таа една и ќе делиме судбината на една многу комплексна ситуација во Босна, на ова што ќе биде, кој знае, Господ знае што ќе биде во Србија и така натаму, на компликациите српско-косовски и ние како маневрски простор на разноразни други стратегиски интереси. Добро, да не преконтекстуализирам и така натаму. Може да бидеме Црна Гора ние? Јас сега да коментирам Ајде. За Трамп, пошто 30 минути зборавте се. Да дадам и јас. Не само бизнисмен дипломат. Јас прво во делот на улогата на Трамп. Може би, бидејќи сум проамериканец до косва, што се вика, и се обидувам од се да гледам нешто позитивно. Имав ја едно писание, едно пишување по однос на улогата на Трамп, во кој што анализирам една друга перспектива. Онака, немам аргументи дека е така, меѓутоа велам, ајде може би да го смениме аголот, ќе видиме нешто друго. И викам вака, меѓународните правни поредоци се циклични. Тие се појавуваат од руптура, од некој хаос, како што беше Втора светска војна и овта. Се стабилизираат низ rules-based order, низ правила. Потоа преку замор, инерција и заборавање на причините кои што довеле до редот, тие руптурираат пак. Да. И пак се појавува. Се нарушуваат. И велам, што ако Трамп, наместо да го уништува правниот поредок, инјектира контролирана дисрупција со цел системот полека да се адаптира за да не руптурира по логиката на цикличност. И што земам за пример? Земам процентот на GDP што го одвојуваме за НАТО. 2% беше прагот. 5. Беше 2%. Добро. Немаше самит на НАТО во кој што
председател, министер не повикуваше да се постигне прагот. Тоа поминуваше онака, од едно уво на друго. Така е, да. Дојде Трамп, направи хаос, се закани и се постигна Така е. 5% праг, не само што се постигна 2%, туку се наметна 5%. Да. И викам, ај вака да размислиме. Што, не дека сум протрампист, чисто се обидувам за да имаме повеќе погледи. Што ако он си го жртвува својот имидж на сметка на искористување на неконвенционалноста како инструмент за да се, како викам, да се контролирано, да се дисруптира системот. Ајде Гренланд. Тоа сакам да те прашам. Нетипично, некоректно. Член на НАТО. Најголем број на жртви во Афганистан по глава на жител имала Данска. Меѓутоа, кој знаеше претходно за Арктикот и неговата геополитичка улога? Нели таму се топи мразот, се појавуваат нови коридори водени, Русија покажува интерес, Кина покажува интерес. И сега јас велам вака, што ако е толку тоа умислено, Трамп си фрлува неконвенционална бомба и цел свет сега знае за Арктикот, институциите се мобилизираат, чекајте да видиме да не ни го фати, ако Русија го фати Арктикот сега и новите водни патишта кои се јавуваат со топење на мразот, тоа е нова контрола на светот. И еве, доколку запре овде со Гренланд и нема на вистина намера да го присвои, туку само го ја зголемил свесноста на нашиот дел од светот за Арктикот, еве ви може една позитивна вест. Чисто Бујар, може ли прво на ти да разговараме, да, што се знаеме 100 години? Види, Бујар, ти си еден од оние, а такви не се малку во светот, кои што се обидува да го рационализира Трамп. Трамп е будала кој нема план за ништо. Значи, ова не, ја не го говорам ова ја, тоа е сега веќе на ниво на студии се проучува. Значи, човекот апсолутно нема трунка од овој пристап за кој ти говориш. Има таму една машинерија, има една ултраконзервативна која ги имаше тие планови и така натаму, меѓутоа кај него не постои трага од некаков план да го активира Гренланд за и НАТО 5% и така натаму. Тоа немојте да губите време на такви анализи. Знаеш ли колку одвојува Америка за НАТО? Што мислиш, колку е буџетот амерички за помалку од 3%? Ама колку е процентот на американскиот придонес во НАТО? Они тоа велат, 70% може би. Не, они велат ние толку многу голема армија имаме што 3% нашите се огромни. Но немој да мислиш дека они нешто одвојуваат сега. Во Америка е многу тешко и да се процени, бидејќи војниот сектор е толку огромен и приватизиран што ти уствари не знаеш што се таму кои се придонесува. Ја не сакам ја да минимизирам ова. За Трамп немојте да се обидувате да правите рационални контексти. Ама како велат, кога животот ти дава лимон, што правиш? Правиш лимонада. Да, добро, така? да. Еве, например, колку збориме ние дека Европа треба да постигне една автономија и одбранбена. Не, тоа сме го зборувале. Апсолутно и кој можеше помогна на Европа да се консолидира. Ама тука и нашиот интерес. Европа никогаш немаше да ја цени важноста на нашата улога во континентот. Тоа се согласувам. Без потреба. Добро, ризикуваме целава емисија да потрошиме на тоа, но бидејќи не се согласувам со тие јас не велам дека разговарам ја више 2 години. Јас не велам дека е така, зашто немам информации што има он во главата. Се обидувам. Па никој нема информација. Ефектот он ја разбуди Европа for good. И уште еден. Сакаш да кажеш дури направи услуга на Европа, он свесно ја направи услуга. Не реков свесно. Не реков свесно. Ама не. Они направи услуга на Европа. Одбранбеното зајакнување на Европа немаше да се случи никогаш без предизвикот што го направи. Затоа велам, ајде да го гледаме како инјектирана, контролирана дисрупција со цел да се подготви светот за неминовната. Ма не му е опште да му припишувате тој тип на стратегиски мисли на Трамп. Четвртиот аргумент. Го интересираат само пари. Да, окей. Четвртиот аргумент. Да развиваме теоријот и сите овие политики се минливи до крајот на мандатот. Нели Трамп се повлече од Парискиот акорд. Да. Нели Трамп се повлече од нели Обама договорот со Иран. Дојде Бајден, ги коригираше сите негови поставки. Така да еве, значи тоа се минливи. Меѓутоа, дали може светот таа неконвенционалност
да ја искористи за подготвување на неминовната Ама ситуација на Тоа е дисрупција. диалектички размислување. Па се нема да се љути, он има право. Јас исто така Не мислам, се не се љутам, ја ти да, кажувам нов дека поглед. вие Јас не дури знам што речникот има- му го слушам, вели Бујар вели неконвенционалност. Абе не он неконвенционален, он е будала. Значи, ве молам, значи ја не инсистирам на ова со лесна душа. Ти си бил проамерички, јас бев и Борјан, сега, да не мериме што како. Човекот е ненормален, тоа веќе сите се согласуваат, произведе такви проблеми во светот кои ќе ни останат со децении. Не, да го Рационализацијата на неговите ирационални потези можеме до утре да ја правиме. Се кратко, разбира кратко. дека заради тоа што Чекај да е не најсилниот и највлијателниот фактор, сите имаме однос кон последиците од тие политики. Но човекот е непресметлив. Ти си учествувал Бујар во стратешкиот диалог. Како? Го виде соопштението од последниот стратешки да не се диалог со фалам. Македонија. Не сум го уницирал, Така, инициирал така е. стратешкиот диалог. Да. Последното соопштение од последниот стратешки диалог. Како го оценуваш? Не, И врз база има- на националната стратегија која ја објави Трамп. Не, има еден нов документ од пред 4 дена. Добро, го знаете. да, Стейт департментот добро, пушта информација до Конгресот за новата американска политика кон Балканот. Да, така е. И вели има неколку реченици важни. Вика, времето на American Sponsor State Building, што Заврши. значи заврши. Тачно, Времето да, на создавање. Америка ќе се фокусира на стабилност и комерцијална соработка со земјите Пари од бе Балканот. интерес, ништо друго. Јас во тоа, Дејтон беше спомнат неколку пати, видов една реченица која што ми се допадна, вели Русија и Кина ги користат етничките фрактури како Точно, инструмент, да, леверидж за влијание и минирање на, значи тоа е американската политика. Тоа се рефлектира и во вториот Но документ. нема никаде дека ќе ја поддржува Европската унија, интеграцијата во Европската унија. Така е. Во првиот, во стратешкиот диалог што го иницииравме ние, посебно поглавје. За евро, така е, Дури- па имено. Мојот аргумент, знаете како почна стратешкиот диалог? Тогаш вето ни стави Франција. И немавме преговори. И ние седнуваме во министерство и велиме вака. Која година е тоа, бар да 20, луцираме? 19-та ни стави Франција вето, некаде 21-та, Да, тука 21-та, 22-та, ја министер за надворешни работи и викам вака. Ние сме како точак. Ако застанеме, ние паѓаме. Да, Нас да, ни треба еве процес кој што постојано не влече. Ако го немаме европскиот преговарачки процес, дај да измислиме некој американски преговарачки процес заради силата на атракција и влијание, кој што барем ќе има годишни извештаи, па институциите ќе работат за да има извештај на крајот на годината, да има реформи. Така почна. И ЕУ беше главна компонента на стратешкиот диалог. Меѓутоа, да сумирам, сакам да кажам, таква е состојбата каква што е, ние треба да видиме дали можеме во таа состојба да извлечеме корист. А тоа е зголемување на релевантноста на Балканот во очите на Германија и Франција сега, па и на Велика Британија, зашто не може да остави дупка на Балканот, а сега е помеѓу и САД и Русија и Кина од друга страна. Им треба да ги консолидира редовите. И тука има шанса за нас. А таа шанса сега треба да се искористи и доаѓаме на втората тема зошто во тивот не беше спомната и тоа не е само сега. Јас во неколку наврати има неколку средби во Корепер, во Брисел. Тоа се амбасадорите на земјите членки, во кои што за Црна Гора и Албанија ќе кажат позитивни зборови, ќе критикуваат за Србија и за Косово дел, ние не сме ни во делот позитивно оценување ни критика. Воопшто сме надвор од било каква дискусија. И тоа ми го кажуваат, вие сте посебен случај, кога ќе решите, јавете се. Па да видиме што ќе правиме со вас. И затоа денеска се случи тоа што се случи. Можеше ли да биде Македонија Црна Гора? Македонија беше пред Црна Гора. Добро. Чи кога ние почнавме, станавме земја кандидат, Црна Гора не постоеше како држава. Во делот на реформите, нели, како вели премиерот, фронтранери сме биле, немаат никаков придонес во тоа фронтранерство, меѓутоа така е. Во делот на процентите на постигнување на, меѓутоа не дека само кај нас е вината. Реално ние имавме тежок пат. Непринципиелни пречки. Сите се согласили кој околу тоа. кој мислел дека тој пат е лесен и дека водењето на држава е
пиар политика, се излажал. Ова е тежок пат во кој што треба компромиси, ние ги не создадовме визија по однос на неопходноста за членство во Европската Унија и затоа никогаш тоа не беше доволно инсентив, доволно мобилизацијски фактор за да не сплоти, за да не теран да ги надминеме пречките. Како го разбираш ти предлогот на Мерси и Макрон? Види, А имавте, да, ти со Шаленберг работевте, бевте блиски, работевте на некои стратегии, која беше министер за надворешни и некој тип Шаленберг на... беше министер за надворешни Да, работи на реално, Австрија. реално со Шаленберг само го промовиравме. Значи и тоа беше целосно наша иницијатива автохтона. Како што беше стратешкиот диалог со САД и ова беше. Значи прво подготвивме во МНР non-paper. Што увидовме ние? Дека процесот е бинарен за членство во Европската Унија. 1 или 0. Додека влезеш во ЕУ, немаш никаква привилегија, граѓаните не почувствуваат привилегија. Да, има притисок од реформите кои се непопуларни. Кои се непопуларни, а потоа добиваш све со самото членство. Тоа создава фрустрација и кај нас и кај земите членки. Создава фрустрација кај нас во текот на процесот, а кај земите членки создава фрустрација тоа наеднаш добивање све, во кое што доаѓа една земја која што тие не ја знаат како ќе функционира во системот и наеднаш ги има истите права како една Франција која што е основач со Европската Унија. Така. И ние велиме дали може тоа да биде вин-вин. И го нарековме non-paper more integration before membership, значи повеќе интеграција пред членство. Идејата ни беше во 3 столба. Значи прво, членството во политичките тела, односно присуството во политичките тела на Европската Унија, без право на глас. Второто, учество во заедничкиот пазар, во делови од заедничкиот пазар, како ги исполнуваме условите, и 3, пристап до кохезионите и структурните фондови уште пред членството. Бидејќи ние сме сега eligible за предпристапни фондови. И им велам вака, и на Борел тогаш. Ние во мојот мандат успеавме за прв пат да постигнеме 100% усогласување на надворешната политика со таа на ЕУ. Бидејќи наследивме само кон Русија немавме санкции. Ги поставивме санкциите кон Русија, постигнавме 100%. И му велам на Борел. Што ме разликува мене од било која земја членка на ЕУ ако сме 100%? Зошто јас не сум поканет на Foreign Affairs Council, на Советот за надворешна политика, еве во условот и вие да не запознаете нас какви сме, како ќе се однесуваме, полека да се навикнувате на нас и ние да видиме како функционира системот. Или па во делот на кохезионните фондови. Ако сме исполниле пакет на реформи во било кое поглави, дајте ни пристап да бидеме и тоа го концепиравме. Јас дури го имам тој non-paper, тогаш го подготвив и со имињата на министрите за надворешни работи од регионот и почнав да лобирам. Ги посетив сите главни градови на земјите и ги убедував. Дајте луѓе, имаше скептичност. Немој да понудиш постепена интеграција, пошто тоа ќе го прикажат како... Па тоа е истиот коментари сега за предлогот на Мерци и на Макрон. Дека е тоа замена за постојните правила. Ние уште во воведот на non-paperот беше дека ова не смее да се гледа како алтернатива на полноправното членство, толку како исполнување на патот со incentives и за нас и полека подготвување на Европската Унија за нашето членство. Ова на Мерци е сега апсолутно идентично со документот. Е алтернативна на полноправно или не? И таму, ако го видовте документот денеска, јас денеска го видов документот, пишува дека не е алтернатива на членство, туку создаваме механизми во кои што земјите ќе имаат, така, ќе има полека ќе се интегрираат низ Дали ова според твоето разбирање и според тоа што и Мерци и Макрон очигледно сакале да се видат со Мицковски, дали е некакво охрабрување за Мицковски доволно за да он сепак влезе во процес на уставни амандмани? Видете, сигурно е дека укажување тоа што Кошта го кажа, дека нема друг пат освен уставните измени. Меѓутоа, веројатно таа средба и била и да се објасни овој non-paper, односно овој нов пристап
за да побараат поддршка, бидејќи ако земите кандидати не даваат поддршка на ваквиот пристап, тогаш веројатно и за нив ќе биде тешко да ја Имаме ли шанси продаваат ние ако казната. сега ги направиме уставните амандмани да го избегнеме оваа методологија и да се вклучиме во Европска унија по она што е веќе познато како методологија, според која Црна Гора ќе стане членка. Црна Гора ги има затворено поглавието. Имаме, можеме ли ние брзо да ги затвориме? Со оглед на политичката волја која Европската унија очигледно ја покажа во Црна Гора со оглед на динамиката со која се затвараа кластерите. Она со Црна Гора мене лично би изненади. Тоа темпо на преговори одамна не се случило. Тоа се случуваше во првиот големиот бран на проширувањето, тој тип со Чешка, со Полска. Тоа е. Пошто ти велиш дали имаме ние начин да избегнеме. Нема потреба, ние го бараме ова. Значи, еве што се случи. Нели влеговме во системот на СЕПА. Влегуваме во роамингот. Добро, да. Тоа се придобивките кои што иначе без овој пристап би ги добиле само кога би станале полноправна членка. И ние велиме, ајде да ги добиеме само придобивки, на крај самото членство ќе биде формалност. Ќе биде како Норвешка да бара членство во Европската Имам конкретно прашање, унија. бидејќи тоа е се во ред и мислам дека помалку повеќе така стојат тие работи. Како би го коментирал ова сценарио? Мицкоски е толку вкопан, дури лично, не само партијата, мислам дека он се повеќе лично е вкопан во тезата дека он додека нема внесување бугари во устав и така натаму. А од друга страна, јасно е дека без тој услов не може ни да продолжиме ни, како да кажем, ни овака, како отиват, ќе се прошета, ќе се види, да само... Не се секира, и Меркел се среќаваше со Мицкоски, па после тие разговори, знаеме сите што се случуваше, така што и малку по-крупни германски канцелари од Мерц ги има манипулирано. Мене ми се чини, и барам коментар во таа смисла, дека Мицкоски сепак заради сите овие околности и заради притисокот кој што може би дури и не постои во некаква форма, бидејќи гледај, нема притисок без американци во наша политика, американците се откажаа од овој тип на водење политики. Сепак да идната пролет се направи некаква заедничка платформа на сите за влез на бугарите во уставот и да се оди на избори. Ти звучи ли тоа и да се оди на воредни избори кои што би било добро, но не верувам. Прво, јас мислам дека не верувам, и ова исто мое размислување како таа анализата за Трамп, дека Орбан, веројатно потикнати од Москва, иницираше едно идеолошко препукување со Европската унија. Он сакаше да ја минира Европската унија на Балканот. Нели, он имаше клеш со Европската унија по сите фронтови, но некако Балканот му беше убав експериментален терен за да ја победи Европската унија. Каде беше таа битка според моја анализа? Европската унија фаворизира мултиетнички држави во регионот. Нели секогаш дилемата виси дали Балканот трпи мултиетничност или не. Нели имаше таа анализата на вика Балканот, судбината на Балканот ја одредиле планините. Не биле доволно високи за да бидат окупирани од големите сили, но не доволно ниски за да има соработка. И имаш регион кој што секогаш бил по некаква окупација, но никогаш во соработка со луѓето. И моделот на Европската унија беше мултиетнични, либерални држави во регионот. Мислам дека Орбан го експериментираше Западен Балкан како модел во кој што сакаше да ја победи Европската унија. Дека мултиетничните држави не може да функционираат. Еве јас ќе ви кажам една анегдота која што јавно никогаш не сум ја кажал. На самитот на НАТО седиме пред самитот, јас и премиерот, и Орбан е на другата маса. Кој премиер? Да лоцираме кој самит на НАТО? Еден од самитите на НАТО, последниот премиер од владата, со Ковачевски. Добро. И седнува, се поздравува Ковачевски со Орбан, и Орбан му вели, сега не е свесен дека јас сум тука, вика, зошто вие не правите влада без албанците? И Ковачевски му вели, затоа што не е добро. Ние сме мултиетничка држава,
И ние мора граѓаните да имаат можност да се можеби треба да пробате. Значи, јас сум сведок и така ја подкрепувам ова моја идеја дека имаше еден обид токму на Балканот, таа и либерална демократија и таа спротивставување на мултиетничноста како модел да се победи Европа овде. И така полека се создава таа оска Вучич Мицковски надол. И сега нема Орбан, ама Трамп го поддржува тоа со националната стратегија. И се прашањето затоа велам, не сум сигурен дали почнува од Орбан. Да. Сега еден играч е помалку, што е веројатност има дисконтинуитет на оската. Добро, да. Но не значи дека целата идеја и затоа овој напад кон Охридскиот договор кој што всушност е архитектурата на мултиетничноста во државата, мене ми изгледа као дел од тој план. Да. И затоа се сомневам дека има волја тука или па се уште после Орбан анализираат кој ќе ни биде патот. Иначе додека беше он, ја немав ни надеж дека тука има волја ние да станеме европска, мултиетнична, функционална демократија. И сега сме збунети. Отиде Орбан, не знаеме кој пат дали да го Мерци, фатиме. Макрон се обидуваат да го спречат интенцијата на Трамп да ги засили тие и либерални режими да ги стави во периметарот, што би рекол Мицковски. Види, нема да зборам за Трамп. Ама не, пишува во националната стратегија. Он пишува дека во нивната национална стратегија дека они ќе работат и тоа го прават со АФД, го прават со екстремната десница во Франција. Значи, они очигледно сакаат во Европа друг тип на политички структури да ја држат под контрола Европа. Да, и затоа сега уште поважна ние ова блиско со Европската Унија и потреба за забрзување на патот, бидејќи веќе не е прашање на административно приближување кон ЕУ, туку некако идеолошко консолидирање на тоа каде припаѓаме ние како систем. Ама тоа е точката на предавство на оваа влада за вредности. Интересите за Македонија. Оваа влада не го препознава историскиот момент, меѓу другото бирајќи не дека се тоа погрешни стратегиски партнери. Довршам тезата. Значи, не дека Америка и Британија се разбира, бидејќи знаеш како со години потрошивме енергија и време на. Значи, оваа влада, ја не викам дека ја не очекувам дека Мицковски може да збори за Трамп, тоа ја како што зборам. Па дури ни ти тоа не може да си го дозволиш, бидејќи сепак бивши министри, јас си дозволувам, бидејќи сум никој ништо. Стратегиски партнер Британија, која не е, Британија е важна земја, нема потреба да трошиме муавет. И нарушени комплетни односи со Брисел. Значи, во ваков историски момент, да немаш стратегиска проценка, при тоа, со барање за внес на бугарите во уставот, во кој во суштина никој не е против. Така. Значи, не е тоа затоа што ние сме поминували низ многу поголеми премрежија во смисла идентитетски и така, со заштитени јазици, национални идентитети и така натаму. И овие тоа не го прават, напротив, инсистираат на контра. Тоа во историјата нема поин, без разлика колку ќе владеат, без разлика во редни редовни избори, без разлика Мицко дали ќе му рипне рейтингот од 13 на 17, 19%. Ова ќе влезе во историјата како неверојатно губење време, можно со многу драстични последици за еднината. Види, во 19 век само ние промашивме да имаме национална држава. Добро, и околностите се поинакви. Нормално, стало се поинакви. Ја пропушта шансата или не? И сега во 21-иот ризикуваме да останеме вон Европска унија. Добро, никогаш и нема добра проценка за околностите од наназад за 30 години. Се согласуваме. Дали, Бујар, дали по тебе, еве, Сашо има една теза, дали по тебе владата не го чита кој што треба договорот, не го разбира или не сака да го разбере? Види, кога би било ова тактика на влада за подобрување на преговарачката позиција.
Еве, да Добре, кажеме, потрошивме 2 години. Добро. Ред е тоа, Да. можда и требаше да проба. окей. Ветува на изборите, нова тактика, еве, проба. Да. но и тоа се прави поинаку. Па да. Се создава еден сојуз внатре во државата и се вели, чекајте, ова ни е стратегијата, треба да изградиме позиции, меѓутоа имаме план, има решение. Јас не сум убеден дека има план, дека има волја да се реши оваа прашање. Дали го разбираат? Веројатно го разбираат. Веројатно го разбираат. Морам, сакам, добро. Да, извини, повели. Прашањето, јас еднаш, кога ја слушнав изјавата на премиерот, вели, ние сме спремни да чекаме 10-20 години, и јас велам, веројатно сега во некои структури во Софија отвараат шампање. Не знам, може би тука сум грешка во проценката. За мене, нема поголема штета по идентитетот на еден народ, отколку илјадници, десетици, стотици илјади граѓани кои што стануваат едно сабајле, си го зимаат семејството, патуваат до Софија, си наоѓаат адреса, се потпишуваат дека имаат бугарско самочувство и си зимаат пасош. Кажете ми вие, еве, јас сум албанец, може би го немам 100% тој сентимент. За мене тоа не е административен процес, тоа е тежок психолошки процес. Апсолутно. За тоа семејство, Јас тоа не би си го за тоа семејство почнува еден процес внатре кој што никогаш не престанува да работи. Не, прво ти ја треба потпишем дека татко ми бил бугарин. Значи, треба, не пишувам за мене. Викам, таму потпишуваш дека ти си по потекло, значи, дедо ти, татко ти сите. И дека имаш бугарско самочувство. Да, и самочувство не збориме за тоа, ама сега, да го погазам замислите, покојниот татко и дедо. едно дете, 15 годишно, 16 годишно, не е свесен за околностите и оди заедно со таткото и со мајката во Софија и вели, што правите? Еве, потпишуваме дека имаме бугарско самочувство. И дека некој тоа ќе ми го продава мене дека е само комерцијален интерес, ќе го зимаат пасошот, ќе има школување вакво или тавко. Тоа е тежок. Тешка идентитетска, како да кажам, трансформација и психолошка. И сега, до сега бројката, според мои информации, е 230.000 и 50.000 се во процес на процесуирање, кој што некаде ми рекоа до крајот на годината може да заврши до 300. И сега, кога велите вие за 10-20 години, бугарите си велат, чекајте, зашто брзаме ние? Таква имаш изјава. Дајте овие 300 да ни станат 500, да ни станат 600, да ни станат 700. Сега јас правам споредба. Предавство било, не било, 500.000 да одат во Софија да потпишуваат дека имаат бугарско самочувство, а било предавство историска комисија во која што секој член има право на вето. Тоа го објаснувам. Не само комисијата одлучува самостојно, туку и еден член во комисијата, да бидејќи одлуките се носат со унанимност. Да, добро. Еден член може да го... Значи, тој процес било предавство, а не било предавство овде што нема ни вето, ни контрола, секој со една како да кажам, едно привлекување кое што го дава бугарскиот пасош, ми кажа пријател, дека за да се запишеш во Амстердамски универзитет, ако си имаш бугарски пасош, е само 1.000-2.000 евра котизација, 30-40.000 евра е ако не си државјанин на Европската Може ли да те Европската прашам, на оваа линија бидејќи јасни ни се, мислам дека се согласуваме околу сето тоа, но сепак има потреба две прашања да ти поставам во овој контекст. Првото е, значи, официјална Бугарија и еден дел од порадикалната политичка сцена во Бугарија, не од сега, од секогаш, има многу антимакедонски ставови. Нината теза е дека ние не постоиме, затоа имаат и документи кои што се и рецентни, мислам, од пред 2-3 години и така. Нема историски е тоа така. И уште безобразно И интерпретираат. се разбира. Тоа не навлегувам во тие коментари, но не е спорно дека бугарите мислат дека македонците не способат како нација и тоа има официјална политика, собранински верификување и така натаму. Која е можноста на македонската политика да се носи, те прашувам практично, со тој вид на проблем? Тоа е едно. И второ, едно по, да кажам, прашање кое што... Види, 300.000 македонци кои имаат бугарски пасоши е прашање на ден на формирање на партија во Бугарија на македонци.
Ако ја погледаш историјата на Бугарија наназад 130-40 години, на почетокот на минатиот век, бугарите со македонското прашање имаа неверојатни драми во својата внатрешна политика, кои траја се до Втората светска војна. Значи, таа математика на бугарите да причекаме 500.000 души да земат пасош, на крај ќе му текне на некого по цена, тој некој што ќе му текне да биде и некоја друга служба. Што дури и не велам да биде македонска таа служба. Има таму на Балканов служби кои се заинтересирани да поттикнат таков процес. Дали тоа всушност не е исто така една драматично погрешна политика на бугарите да се надеваат на тој вид на асимилација на македонците, бидејќи ќе им се вратиме како пред 100 години. Јас не знам колку ти е тебе таа историја позната, меѓутоа таму има стотици убиства на оваа тема, со влади во кои што седеле луѓе од Македонија на високи министерски позиции, со контроверзии и така натаму и така натаму. Историјата на ВМРО тоа и сето тоа. Значи те прашувам прво од една страна, еве да си сега ти министер за надворешни работи во некаква друга констелација, макар и со Мицковски, што би бил советот за како да се однесуваме со бугарите, бидејќи таква им е политиката? Вака. Видете, идентитетите овие етнички се социјални конструкти, така? Знаете, 92 12% во Македонија се регистрирали како југословени. Тоа им била етничката припадност. Јас сум убеден, и тоа сум го кажал со години назад, дека идентитетите не градат држава. Државите градат идентитети. Курдите имаат многу дистинктивен идентитет. Многу различен од другите, но немаат држава. Идентитетот се култивира, се зацврствува преку институциите на моќна држава. Колку е појака државата, толку е поцврст идентитетот на луѓето кои што живеат во таа држава. Северна Македонија, надвор од Европската Унија, е слаба држава. Слаба држава продуцира слаб идентитет. Особено кога имаш соседи кои тоа ти го успоруваат, всушност останувањето на надвор од ЕУ тебе ти прави вулнерабилност кон тој спор. И затоа јас велам, на бугарите не им се брза. Бугарите само ако ја имаат таа идеја, дека овие луѓе еднаш ќе прифатат што е вистината. Сите ќе имаат пасоши. Тие имаат, не само што ќе имаат пасоши. Прво ќе им се ослабни државата. Бидејќи надвор од ЕУ, еве ние тонеме. Гледате, еве фирми кои што лажат колку протеини имало во млекото. Тоа не би се случило да е европска држава. Ако лажат за протеини во млекото кои што бебињата го пијат, замислите нашите институции колку продуцираат за идентитетски, историски, културни прашања. Значи, бугарите само со чекање добиваат две работи. Времето работи за нив. Слаба држава која што автоматски го слабее тој идентитет и го прави поприемчив за влијание, пофрагилен, и второ, ова со бугарските пасоши. И затоа логиката на еден државник е: нас ни треба јака држава веднаш. Што значи? Прво, не отварам нови теми со албанците кои што едва ги затворивме, бидејќи тоа дополнително ни ја ослабнува државата и институциите. Не отварам со грците нова тема, бидејќи ја затворивме таа тема. И се обидувам, ке тропам на сите врати, па и на бугарската врата, што побрзо да влеземе во Европската Унија, за да ја зајакнам државата, да ги зајакнам институциите и така да си го зачувам идентитетот во еден свет кој што станува се по-проблематичен. Еве, јас сум им кажал еднаш на комисијата, зборувавме со историската комисија, па како ќе биде во книгите, кога ќе станеме членка на Европската Унија. Еве, не велам дека треба да го манипулираме процесот, ама ова е подкаст, сега разговарам. Кога ќе станеме ЕУ, кој може да ни забрани нас да направиме ревизија на книгите? Ќе ни стави вето Бугарија? Каде ќе ни стави? Па ние ќе ставиме вето, пошто сме, може нешто во НАТО да ни направи Бугарија? Значи, паметна политика, државничка политика, додека си во позиција да со секој ден губиш повеќе, ќе направиш компромиси за да стигнеш во јаката позиција и потоа си ја проектираш твојата позиција. Така да мене ми е ова
само повредувачка позиција што Добро, имаме ма, и на што тој е начин не на- останувате ги како дуи надвор од влада, меѓу овој став е во суштина суштински спротивен на настувањата на Мицкоски. Дури не велам ВМРО, бидејќи во ВМРО по овие прашања има и разногласија. Меѓутоа, сегашното раководство во ВМРО по овој став е доволно оваа формулација што ја кажуваш, за која инаку звучи сосема рационално и разбирливо, да едноставно со вас не сакаат да направат влада. Бидејќи вие, бидејќи тоа го зборуваше и Влен сегашен, па легна на брашно и сега тоа веќе никој ништо не го зборува. Јас мислам дека прво внесување на бугарите во уставот, пак ќе кажам, првиот пат тоа го зборував со Захариева. Таа беше министер за надворешни работи. И ја отворивме темата дали може, бидејќи моето размислување беше вака. Има две полиња каде ние играме, нели по фудбал сме ние во дуи познати. Историскиот спор, По фудбал сте да, затоа велам да. Дали ќе играме фудбал на историскиот спор или ќе играме на човечко-малцински права. Јас бев убеден дека на историски терен ние не можеме да ја добиеме таа игра. Меѓутоа на малцинско човекови права ние веќе изградивме искуство и се покажавме во светот преку Охридскиот договор дека знаеме да ја играме таа игра. И размислувањето ни беше како да ја префрлиме топката од историски спор на малцинско човекови права. И затоа одеднаш единствени бенчмаркови во преговарачката рамка станаа уставни измени и акцијски план за малцинства. Двете прашања се парадигма на тој корпус на малцинско човекови права. Па Македонија на тие теми може да држи Така, предавање во Брисел, тогаш. И во Франција, не сега и во со Австрија, кај што сега живеат. не сега со анулирање на рамковниот договор, но Да, до сакам да 2024 да. кажам. Сега, ние вака размислувавме. Како да ја префрлиме топката на овој терен? И почнав јас да разговарам со Катерина Захариева, што ако решението биде со бугари во уставот. Она категорично тоа го одби. И ми рече нема бугарски политичар кој што ќе прифати бугарско малцинство во Северна Македонија. Нема бугарски политичар. Меѓутоа Радев почна да разбере дека во Европската Унија Бугарија добива многу лош имидж со инсистирањето на овој историско-идентитетскиот правец. Не им поминуваше приказната. Да, во Корепер им заглави оној документ што однесоа, така. да. Па имаше едни заклучоци кои што ги блокираше И све им- Чешка и све им пише, да, Словаците. сите, да. И он виде можност да ја продаде приказната во Европската Унија дека всушност ние сме модерна држава, ние не бараме идентитетот они да го смениме. Ние бараме бугарите во Македонија да се почитуваат правата. И сега тука се создаде таа вин-вин ситуација. Ние сакавме да излеземе од историскиот спор, да одиме на човекови права, он виде можност и тука се создаде ситуација да има договор. Да, продолжам фудбалската метафора. Наместо таа топка на гради да дочекаме И волеј. и да пукаме волеј, ние во аут ја фрливме Да, топката. може И ли сега се бачиме во Буја, офсайди и во... може ли да се обидувам, стварно се обидувам со Не знам дали сум напори јасен многу, прво да. во Не, па објаснување да. на Се да јасно, ја да. разберам да го разберам стравот на владата и еден добар број на луѓе, експерти и така натаму, кои велат дека влегувањето, прифаќањето на европската рамка е ризик кој ќе бидеме изложени на ризик да Бугарија постојано тие идентитетски, така наречени, прашања ги отвара. И сега сакам да посветим доста внимание. Професорот Огнен Вангелов, твој колега Сашо. Да, одличен политикувар. Да, мислам, Член е на он историската интелектуален, комисија. Беше, и сега е. Не, мислам дека беше, сега не е. Беше член. Беше, да. И се, сакам да му поставам прашање, не дозволува коментари. Вака вика, точно е дека во вториот протокол не пишува буквално дека Македонија не може да стане членка на ЕУ ако не се решат историските прашања со Бугарија. Но еве што пишува. Двете држави ја поддржуваат и охрабруваат комисијата да ја заврши работата за сите периоди од заедничката историја што ги поврзува двете држави и нивните народи во согласно со член 8 став 2 од договорот со цел овие препораки
целосно да бидат имплементирани во образовните програми до членство на Северна Македонија во Европската унија. Дозволи ми. Прашањето е, што точно значи оваа реченица? Вика професорот, после цитатот. Таа значи дека до моментот на членство треба да биде завршена работата за сите периоди од историјата, што ми е малку сега во колизија со цитатот кој го има, да биде завршена работата за сите периоди од историјата и препораките да бидат целосно имплементирани во образованието. Ако тоа не се случи, кој одлучува дали условот е исполнет? Не Европската комисија, не Македонија, туку Бугарија како земја членка со право на вето. Токму затоа е ирелевантно што во протоколот не стои реченицата од типот нема членство ако нема договор за историјата, не мора ни да стои, вика. Доволно е што стои дека ова треба да биде завршено до членство, а Бугарија има и апсолутен интерес и целосно институционална моќ да инсистира дека тоа мора да биде исполнето до последна јота пред да даде согласност за членство. Ке ми оставиш сега простор, малце да објаснам по поред. Стварно сакам да пробам да ги разберам во функција да отвориме на дебата, ми се чини дека нема дебата. Сега треба следниот пат и Огнен да го викнеме, бидејќи ај сега да не го појаснувам контекстот зашто го пишува нова, бидејќи јас го прочитав неговиот текст. Биа ќе го искоментираш, неговата првична реакција е на тоа дека има политичари кои што не препознаваат дека бугарите имаат тони и тони материјали во кои ја негираат македонскиот идентитет. И официјални, неофицијални, научни и така натаму и така. И он вели кој не сака тоа да го види, не гледа ништо. Па сега објаснува и така натаму. Прво, Европската унија е затворен клуб на држави. Во кој што земјите имаат право на вето. Бугарија има право на вето и на самиот процес на проширување ан генерал. Така? Не поврзан со нас. Едноставно Бугарија може да каже доста е 27 земји членки, нема веќе проширување. Значи прво тоа треба да го сватиме. Толку е силно тоа право. Треба ли да го аргументира ставот? Не мора. Може да не мора, ќе има политички притисок, меѓутоа едноставно ќе каже Бугарија има донесено одлука дека нема веќе проширување со Европската унија и тука завршува процесот. Така да ова го кажам чисто како пример дека Бугарија има право на вето за било која причина, па и без причина да стави вето. Сега, каде мислам дека треба владата да внимава и дека може да се злоупотребува процесот. Во преговарачката рамка, уште еднаш ќе кажам, има само два правни основа по кои што Бугарија може врз основа на тој правен основ да стави вето. Уставни измени и акцијски план за малцинства. Бидејќи само за овие две прашања, поврзани со Бугарија, има механизам во Европската унија за следење. Тоа значи има писмен извештај од комисијата и има гласање на земјите членки. И тука Бугарија, без да никој изамери, ќе каже видете, не е исполнето точка ова и ова, јас не можам да гласам и си ги има аргументите. Значи, акцијски план за малцинства и уставни измени. Двете се прашања во корпусот малцинско човекови права. Таков план има и Србија како кандидат. Има 50 страни акцијски план за малцинства. И јас, што би направил јас? Јас би ги поврзал уставните измени со акцијскиот план. Бидејќи што може да се случи? Веднаш по уставните измени, Бугарија да стави вето за акцијскиот план. Јас би се договорил вака со Бугарија. Во ред, ги правам уставните измени, го почнувам процесот, нели има 3 гласања, меѓутоа не го завршувам додека не дадеш no objection на содржината на акцијскиот план. Бидејќи не сакам таа тема да ја отварам јас утре. И со тоа јас ги завршувам двете прашања. Пред да се направи уставните промени, акцијскиот план. Ќе се почне како беше, ќе се создадат мерки за доверба, ќе се почне отварањето на уставот, панели има после јавна расправа, уште едно гласање, 3-4 околу 100 дена е тука проценката. И јас би ја условувал и Европската унија и Бугарија и би кажал нема да го завршам последното гласање додека не се договориме за акцијскиот план, бидејќи не сакам утре да ми забележиш на содржината. Стави ова, стави она и така натаму. Во делот на историските прашања, во делот на протоколите, нема механизам во Европската унија за следење на нивната имплементација. Ниту има писмен извештај, ниту има гласање за нив. Има само комесарот известува. Има еден член 5
во кој што се вели Преспанскиот договор и договорот со Бугарија се услов за државата да оди напред. Тој член 5 бил и во португалскиот, и во германската, и во сите верзии. Што ние додадовме? Односно, предложија бугарите, кај што стои и договорот со Бугарија, да стои како и членот 12 до договорот. Ова е stating the obvious, го викаат американците, пошто ако велиш договорот, тоа значи сите членови од договорот. Ние тој компромис го направивме со јазикот. Значи, во текот на сит преговорите, Бугарија имаше и декларација во собранието, во кој што не прифаќаше во преговарачката рамка да стои дека аки комунитер ќе се преведе на македонски. Инсистира и услов беше ќе биде на официјалниот јазик на Република Северна Македонија. Не им помина. Да. Ама, за да потоа отидоа на втора фаза да биде македонски јазик согласно уставот, како што беше договорот со добрососедство. Тоа беше веќе постигнат договор. Они велеа, чекајте, па вие 99-та ја прифативте таа формулација. 2017 ја прифативте. Ние инсистиравме, некако ние во МНР тогаш одлучиме дека нема поважно прашање од јазикот. Така. И дека тука ги ставивме картите, пошто во преговори не можеш се да добиеш. Нека реке, ние картите ги ставивме на јазикот, на чиста формулација без додавката согласно уставот. И ја добивте тоа. И ја добивме. Да. Со компромис дека еве за потребите на бугарската јавност покрај договорот со Бугарија ќе се спомнати протоколите. Меѓутоа нема механизам, бидејќи целиот процес се води преку меѓувладини конференции. На меѓувладините конференции нема мониторинг, day-to-day мониторинг на имплементација. Единствено што мониторира е Бугарија. И затоа велиме дека тој е билатерален процес. Бугарија ќе опонира, меѓутоа нема гласање да има за протоколите. Второ, бидејќи цело време слушам вториот протокол, никој не го спомнува првиот протокол. Каде е првиот протокол? Кај е првиот протокол само да го видиме? Во Софија. И не реагирав додека немаше ваков коментар и мојот претходник за вториот протокол. Значи, зошто јас сметам дека првиот протокол е проблематичен? Значи, тој го нема во архивата на МНР, го немаше кога тој. Го немаше, едноставно не беше архивиран. Одиме ние во Софија на средба, они ни го вадат на бугарски, подпишан од 20 министри. Го имаш ти бугар? Да. Во кој што има еден член кој што вели се задолжува, пази, комисијата, историската комисија, во рок од една година да го реши спорот со Гоце Делчев и Илинденско-Преображенско востание. Се задолжува комисијата. Видете сега, политиката и наложува на комисијата. Гледајте го вордингот во вториот протокол. Се охрабрува комисијата. Значи, за мене е голема разлика меѓу се задолжува и се охрабрува. Прво не би смело политиката да задолжи комисијата. Прво не смее да ја задолжи, ја охрабрува и второ вели до крајот, ја охрабрува до крајот на преговорите да го заврши процесот. Сега, мене кога ќе ме прашаат дали го исполните вие условот, јас ќе кажам да ги охрабривме. Наша обврска е протоколот е да ги охрабриме, а не да ја завршат. Тоа е работа на комисијата да ги завршат обврските. Јасно е тоа, да. Државата преку протокол 2 има превземено обврска да ја охрабри комисијата и да е паметна оваа влада, секој ден ќе ја охрабри, ќе каже дајте луѓе, сретнете се, најдете начин, но не може да ја задолжува комисијата. А комисијата има таква автономија, има такви механизми на вето. И од двете страни. Од двете страни. Значи од македонски и од бугарска страна. На паритетна основа 7-7. Со учебниците менувањето на содржини. Што е? Дали и бугарите имаат обврска да менуваат? Се разбира. Апсолутно. Гледајте колку е симетричен протокол 2. Страните. Секојаш страните имаат обврска. Да. Јас имам една моја анализа повторно како овие претходните. Знаеш што е разлика помеѓу првиот и вториот протокол? Во вториот протокол има обврска за отварање на досиеата на службите од 45 до 90. Во вториот. Што го нема во првиот. И јас мислам дека овој колективен отпор всушност го прават тие служби кои што се во досиеата. И дека
Можеби, Па се разбира. видете, мислите вие дека јас не сум бил свесен дека сум албанец во овој процес и дека не сум бил 2 пати повнимателен Не мислиме ние. да имам многу што мислам. Што е напаѓаат, ама ја не мислам така. И Пошто затоа сум ја сведок на нека- по таа логика моето размислување беше дека нема поважно прашање од јазикот. И тука ги ставивме картите. Во делот на службите и јас бев за. Па се И мојот и мојот народ бил жртва на тие служби од комунизмот 45-та Ама нема во 90-та. Македонција се разбереме, Второ, во протоколот стои двете држави ги отвараат досијата. Значи не е обврска само на наша. И Бугарија ги отвара и ние ги отвараме. Во делот на учебниците, еве ќе кажам. 5 историски личности беа веќе договорени. Има ли некој проблем што тие беа договорени? Сум го објаснувал ова 100 пати. Еве, например, решението на цар Самуил. Да. Ја знаете формулацијата. Ја знаев, сега не Формулацијата се вика конструктив ambiguity. Вика најголемиот дел од доказите во мидиевистиката зборува дека е бугарски цар, но има и такви податоци кои што велат дека е дел од новото царство. Значи ги дава двете перспективи, читачот нека истражува, нека оди по архиви, нека види. Како би било решението во книгите? Ако е учебникот, ставаш една коцка во листот и велиш решение од историската комисија. 2 параграфа, толку колку да се одбележи дека има уште една перспектива, за да знаат и бугарите дека има една перспектива и во бугарските учебници. Така е, тоа значи тоа е еден таков процес кој што е контролиран, така е. за разлика од пасошите и слабењето на институциите за кои што немаш механизми за контрола. Овде имаш контролиран процес. Потоа ми велат кој ќе гарантира дека Бугарија ќе нема нови услови. Па преговарачката рамка е таа што гарантира. Зашто преговарачката рамка дава само 2 основа за вето. Акцијски план за малцинства а не протокол и историски прашања. Така да ова се јас разбирам дека луѓето се емотивни на оваа прашање, плюс нема доверба, еве сега овој албанецот дошол нешто ни мател во приказната. Мојата улога ја гледав прво во создавање на етничка солидарност во државата. Значи, моето вклучување во процесот значи дека албанците стојат едногласно позади позицијата на македонците. Јасно е тоа и сме го разговарале многу пати, нема да го смениш мислењето на дел од македонската јавност. Да не се секираш, почто таа си ги мрази албанците во принцип. Каква ти е проценката на сегашната нова бугарска надворешна политика, вклучувајќи ги луѓето кои што се начело? Имаш ли впечаток дека таму постои подготвеност да овој процес се истурка, шо се разбира ова инсистирање на уставот промени и така натаму, или повторно има двојни агенди, бидејќи таму има разни шарени луѓе? Иако формално преговорите беше вклучена министерката за надворешна работа. Всушност преговорите, мозокот на преговорите од нивна страна беше сегашната министерка за надворешна работа. Така да тоа што токму она е министер за надворешни работи. Не е случајно. Не само тоа, туку ние минатиот или предминатиот се обидов да објаснам на македонска јавност што тоа не го разбира. Дека оваа жена која е сега министер за надворешни работи е всушност клучниот човек за формулирање на пробивот на македонско-бугарскиот договор. Така. Во еден позитивен контекст со сите овие забелешки што ги правиме. И таа во Бугарија се третира како дел од либерално кажам, а не како дел од националистичко удбашко, односно нивното. Значи французите кога преговарале со нас и со нејзе. Дали може да праша? Постои еден страв дека Бугарија како земја членка на Унијата ќе се однесува дрско со оглед на објективната супериорност која има како земја членка. Ние сме тие кои чукаме на вратата, они се внатре. Кои треба да ја отворат или затворат вратата. Дали, што мислиш, например, за една ваква стратегија, наместо две партии, СДСМ и ВМРО, да излегуваат СДСМ со една глупост, спомене кардинална за референдум организирање, и од друга страна ВМРО со оваа
стратегија на прогласување на предавници, соработници на Бугарија и така натаму, на создавање на една непријатна атмосфера, да се во некаква коалиција, односно некаков договор, и да одат од ЕУ и по разни меѓународни фактори, да побараат Историската комисија да тие разговори течат под чадор на некоја меѓународна институција, например пурнекот на германско-полската историска комисија, која е, ако не се лажам, под УНЕСКО. И на тој начин да имаме некаква, да речеме, заштита од евентуален булинг кој би го правила бугарската страна во тој процес. Ние то сме побарале неколку наврати да има експерти од надвор. Бугарите одбиваа, меѓутоа кој булинг кога и вие сте на паритетна основа имате право да кажете не. На што ќе ве тепаат на состанок? Ќе кажете не. Значи ви велам еден да се појави кој што е по неразбран, колку и да се договараат овие 6, ќе го сопре процесот. Така да нема простор за булинг, бидејќи процесот е контролиран. Не може да наметне никој решение. А Европската Унија нема механизам да го следи прогресот на имплементација на договорот. Тоа се отвара прашањето, ако на бугарите не им се допаѓа нашето не, да стават вето. Да, бугарите, затоа велам, тоа е билатерален процес. Добро. Но не, бидејќи кој е пропагандата? Дека протоколот е влезен во европскиот процес и Европската Унија е таа што ќе го мониторира и ќе го контролира. Овој е билатерален договор, а Бугарија го има правото на вето и не мора да го објасни. И без договор, и со договор, и не мора тоа да го објасни. Тоа е суштината. Бидејќи сме веќе во 83-та минута и ќе треба наскоро да завршуваме, а емисијата ја посветивме на но јас мислам облюбената тема на Бојан за нашата. Ама имам јас една друга тема која што мислам дека затоа сакам да кажам дај да поразговараме за нешто. Која е многу посериозна отколку ова со Бугарија. Значи, видовте вчера дека се анулираше и последниот механизам или супер механизмот на Охридскиот договор, Бадентеровото мнозинство. Да. Значи, вчера измислија така наречен мал Бадентер, кој што значи дека Бадентерот е сега само од мнозинство од присутните пратеници во сала, со цел да се сведе двојното мнозинство на следење кој ќе иде во тоалет за да може да ги поминат законите. Значи изигрување на срцето на Охридскиот договор. Добро, имате албанска партија која се согласила со тоа. Значи тоа се избраници на ВМРО ДПМН и тоа се избраници на албанците во Македонија се не е така. Тоа се поразени партии на избори. Сакам да кажам дека предупредувам. Не да не се свати ова као закон. Бидејќи анулиран е Бадентер, анулиран е балансер, анулиран е јазикот. Охридскиот мировен договор е поништен. Сврзното ткиво на унитарна Северна Македонија е поништен од една влада која што не ја разбирам целта и визијата. Меѓутоа, албанците ова го имаат дефинирано како екзистенцијална закана за нив. Жал ми е што уште живееме во паралелни светови и таа емоција на екзистенцијална закана воопшто не се разбира кај сограѓаните македонци. Како што беа изненадени медиумите кога тројца студенти извадија на улица 12.000 луѓе. А при тоа немаше ниту една вест дека се подготвуваат протести, бидејќи не се следи албанската јавност. Најсериозно кажувам, ова го кажувам и на странците. Значи, како велите вие, џаволот ја има однесено шегата. Охридскиот мировен договор е кохезивното ткиво на заедничката куќа која што изградивме 2001. Јас на страна на европјаните им велам вака. Пробавте два модели во регионот за да создадете мултиетнички држави. Пробавте Дејтон преку територијални решенија. Го пробавте Охридски преку интеграција и децентрализација. Го поразите овој. Пендулумот оди на другата страна, бидејќи вакуум во политиката нема. Парадокс е дека немнозинската заедница
е таа што предупредува. Дајте да ја зачуваме нашата заедничка куќа. Дајте да ја зачуваме функционалноста на нашата мултиетничка демократија. Некој упорно се обидува да ги руши темелите на архитектурата на Охрид. Добро. Имам на таа тема неколку прашања. Прво, сепак во сегашната влада седи една конструкција која што току-што се прогласи за една партија. И Рахман Морина беше председател на Косово, добро, именуван од Милошевич. Не сакам да бидам груп во А овие биле демократски. Бојар, не сакам да бидам груп во контролирањата, бидејќи би можело и така да го водиме разговорот. Таму сепак стојат народни представници избрани од албанци. Зошто они ова го толерираат? Ти ако го спомнуваш Морина, треба да значи дека се овие предавници. Што затоа што или не разбира. Тие не се таму затоа што албанците ги испратиле, дуку се под милоста на волјата на Мицковски што ги избрал како преферирани. Основниот принцип на консоцијативната демократија е power sharingот. Значи, тоа е основата на архитектурата и од 2001 и од Мајскиот договор од 2008 година, во кое што немнозинските заедници имаат механизми за заштита. Бојаре, овој муабет го водиме секогаш кога е дуи во опозиција. Не, ова не е прв пат, ова е можда трети, четврти пат, се биле историски бар 2 пати во опозиција. Веднаш застанувате на овие позиции и ти си еден од главните говорници на оваа тема. Прво, во демократијата може и помалата партија да стане член на владата која владее, во смисла на гласове, и да тоа биде легитимно. Бидејќи ова е унитарна демократска држава. Тоа може да биде, федерација. Значи, прво не е така. Значи, амандманот 6 од уставот јасно зборува за правична застапеност. Правичната застапеност не подразбира само број на вработени во институциите. Вие се согласивте со СДСМ 2016 да формирате влада, иако СДСМ ги изгуби изборите. Не, и го компрометиравте тој мод. Не е така. Не е така, затоа што механизмите за заштита се однесуваат на немнозинските заедници. Македонската заедница има бројки за да ја помести политичката сцена лево или десно. Албанците немаат таква можност доколку одлуката е арбитрарна од страна на македонскиот победник. Овој аргумент е јасен, сме го дискутирали друг пат и така. Јас само кажам дека фактот што веќе го нема ни Бадентер, измислувајќи така наречен мал Бадентер, одлуката на Уставниот суд дека е забрането идентификување на граѓаните по етничка основа, ви велам дека Охридскиот мировен договор. Што ќе превземе Дуи? Значи ги дека најавуваш за острување и сега веќе етнизирање на политичката агенда? Сега ќе ви кажам, последната анкета на ИРИ од пред неколку недели има целосно поместување на приоритетите на граѓаните. Значи, ако 2024 година првите 3 прашања, кога ги прашуваат албанците кои се за вас најважни прашања, беа плати, економија, социјала. И странците ми велеа, гледајте, со овие теми занимавајте се. И јас им велем, знаете зошто албанците зборуваат за плата? Затоа што сметаа дека одредени прашања им се третирани. И конечно ние стигнавме и македонците и албанците да имаат исти приоритети. Последната анкета на ИРИ, 3 прашања, 3 одговори на албанците за најважни проблеми за нив е јазикот, меѓуетничките односи и правичната застапеност. Значи, така почнува поларизацијата. Така почнува јазот во едно мултиетничко општество. И сериозноста на одлуката да се поништи и Бадентер, после поништување на јазикот и после поништување на балансерот, не знам како тоа го сведуваме на ниво на дали Дуи е во опозиција или не. Дали сме свесни за сериозноста на ударот врз темелите на архитектурата која што ја договоривме заедно во 2001 година. Јас сум загрижен. И барам и се разбира очекувам поддршка посебно од македонците кои што веруваат во приказната за функционална мултиетничка демократија, во приказната за унитарност, за еднаквоста, за можноста на граѓаните
да бидат дел од тој фронт кој што ќе се спротистави на ова планирана, долго години планирана идеја за ревизионизам на архитектурата од 2001 година. Кое што Тоа е што инаку ќе многу прави? сериозно што го кажеш, ја радикализира, не е спорно. ги радикализира ставовите, што произлегува. Бидејќи видите, влене партија која е во власта, има помалце гласови. Од друга страна на локалните избори не поминаа лошо. Сепак има некаков легитимитет, не може да кажете дека нема легитимитет. Некаков има полн демократски легитимитет, но добро. Кога веќе првите 3 проблеми на граѓаните веќе ги идентификуваат. Да. Кога тројца студенти вадат на улица 12.000. Доаѓа една нова генерација која што е родена после рамковниот договор и која што не прави компромиси со еднаквоста, и еднаквите можности кои што ги нуди таа архитектура. Ние можеби, јас сум живеел во едно време во кое што сум кажал во неколку наврати, не сум можел да сонувам да се вработам во државна институција ако сум бил студент на генерација на медицински факултет. Па споредувам, велам, можеби е сега подобро од тогаш. Но има една генерација која што го има почувствувано што значи да живеете во држава која што ви нуди еднакви можности. И кога одеднаш вас ви се одзема правото, основните права, човеки кои што сте ги стекнале со многу жртва и инвестиција, тие ќе не поместат и нас. Јас согласувам со тоа дека она со јазикот околу правосудиот не го разбирам зошто е противењето, но како и да е, што ќе прави Дуи? Видете, Дуи многу е лесно Дуи да се води по емоциите кои што ги имаат граѓаните. Добро. Се обидуваме рационално да предупредуваме. Комуницираме со меѓународната заедница. Комуницираме, ги даваме пораките до јавноста. Бараме, се разбира, поддршка и од таа македонска политичка и неполитичка елита која што верува во приказната што ја градиме за еднаквост, за охридска архитектура и за функционална мултиетничка демократија. Но верувајте дека ако се продолжи со оваа агресија, ниту Дуи нема да биде веќе во позиција да одлучува што понатаму. Дуи е се уште најсилниот фактор меѓу албанците кој копчето за национализам го држи под контрола и ова нема врска. Но ја разбирам тезата. Што значи тоа дека од септември ќе влеземе во друг вид на криза? Падентер е укинат. Основата зашто беше потпишан договорот е укинат. Јазикот е укинат. Балансер е укинат. Дали сме свесни што зборуваме? Јазикот не е укинат, ама ова го зборувате и со дипломатите. Така. Да. Укажувате на тоа. Вака едно. Кој е толкувањето твое на сликата денеска Мицковски Макрон за рака фатени? Макрон, се праќа порака. Тоа се куртоазни. Ама не се куртоазни, не се куртоазни. Сепак има некоја некаква израсна поддршка. Нема такво нешто во таквите мултилатерални средби, тоа се повеќе социјална експресија на социјална конекција, како да кажам. Како реагираат дипломатите, особено од овие кои се на известен начин спонзори на мислам после анкетата на Ири се многу загрижени. Дали американците реагираат, бидејќи во нивниот стратешки го нема рамковниот веќе. Кои американци? Прво Охридскиот договор е дел од извршната наредба дека секој што го загрозува Охридскиот договор влегува во листата на санкции. Они мислеа и странците мислеа дека ова е прашање на Дуи незадоволна што е во опозиција. Кога ги видоа сега последните дека во кај албанците врие, дека на секоја маса луѓето веќе зборуваа дека што понатаму, што правиме сега. Не, морам да ти кажам, денеска прв пат ми се случило. Обично сум прифатен кај албанците фино. Младо момче едно, му се обратив на македонски, да не кажувам локација каде и што, во една средина која е инаку култивирана. Не каде, не знаме. И на убав македонски ми кажа јас македонски не зборувам. И прекина комуникација, мислам, ме изненади. Затоа велам, да кажам, ме изненади. Мене ми е онака, стварно дури ме вознемири. Вие не следите што се случува.
Ниту следите што се случува по социјалните медии, ниту на масите кај што посебно новите генерации, младите што зборуваат. Бидејќи кога гледаат, значи стекнато право е многу тешко да се освои. Мора да те прашам нешто. Преска хајднав еден коментар, шиптари така да. Можеш ли да објасниш на кој начин те навредува тоа кога ќе се користи тој термин? Види, јас мислам дека тоа било политички обидот тогаш било во Југославија да се создаде нов посебен идентитет од албанскиот. Добро. И полека ме интересира. ова е моја анализа. И луѓето за да се заштитат од таква една поделба помеѓу народите во Албанија и во Југославија, си го претвориле во навреда, за да не го прифатат како таков. И мислам дека тоа било еден заштитен механизам на народот да не прифати идентификување, бидејќи обидот на Југославија било да инженерира нов идентитет, дека овде се нарекуваат шиптари, имаат друг дијалект, различни се од албанците во Албанија и полека да се инженерира и албанците, таа мудрост веројатно народна, тоа го представиле кај граѓаните, кај луѓето како да е тоа тешка навреда, а не политички обид за инженеринг. И луѓето несвесно тоа го превземале како навредување и го одбиле и никогаш не го прифатиле. Тоа е навреда, се разбира. Така? Да, се разбира. Уште при крај сме. При крај Мора да те прашам за Груби. Што? Имате комуникација, контакт, што се случува со него? Има неки на суд, ќе оди, нема, ќе одговара, ќе биде сведок по нечиме, се и се што случува. Па јас, за разлика од премиерот, не се јавувам на обвинителот, така да немам информација. Немате контакт? Немам. Боријан, Бујар Османи туку што најави нова длабока политичка криза со безбедност. Не најавив. Не најавив. Јас не велам дека не си Ние во право. тука правиме анализа, Ова до сега отворено никој вака не го формулира. Јас ви велам дека податоците на анкетите, тоа што го слушам јас, загриженоста, албанците веќе го имаат ова квалификувано како екзистенцијална закана. И така го третираат овој напад кон охридската архитектура. Да те прашам, мислиш дека е свесен Мицковски што прави? Изгледа не е и затоа велам, меѓутоа ја не сум лут на ВМРО бидејќи не ни очекувам од нив, иако покажуваат Имате ли контакт? Сте побарали ли контакт, разговор, мислам, како голема опозицијска партија на точно на оваа тема, да, кажете, види, премиере, имаме проблем. Ќе имаме проблем сериозен. Да, значи име пренесено, и име укажано. И еве и јавно кажувам. Верувајте, не треба ова да се свати како закана дека ДУИ планира нешто. Ви кажувам каква е состојбата на терен. Ова последното што се случи со така наречениот мал Бадентер, го разбираме ли што значи мал Бадентер? Да, разбирам. Ако излезат на цигара пратениците албанци, ќе видат 5 се внатре, нема да излегуваат, нема да излегуваат, дека се натре, нема да се искачени. Интервенција. Окей, разбирам. Ова е суштинска интервенција. Ова е суштинска интервенција. Уште едно Не, мислам дека треба да завршуваме така што. Како случувањата во кабинетот кај претседателката, кај што се констатира дека имало упат нелегален во системот, ама немало шпионажа. Видете, ние имаме вице-премиер за кој што СДСМ вели дека е дел од српски служби, а ние сме земја членка на НАТО. Тоа е прво мега скандалот, дека информации од земја членка на НАТО одат во земја блиска до Русија. Значи, вие мислите дека Стоилковиќ не ги пренесува во Белград на дневна основа информациите на земја членка на НАТО, дека тоа не е решето во тој дел? Добро, во тој кабинет нема тие доверливи информации. Па он е вице-премиер, он сигурно има државна тајна, пристап до државна тајна. И дека ги има тие информации, бидејќи он учествува на затворена седница на влада. Уклучен активен. Сигурно, 100%. Нема потреба да дава документи. Така да и ова во кабинетот мислам дека е делото. Ние имаме превземање на важна банка овде од банка блиска на луѓе на Вучич.
Не случајно државите имаат филтри за купување банки. Бидејќи купување банка значи директно влијание на политичките и економските динамики во земјата. И тоа сме го разговарали. Ние имаме телекомски оператор купен од Huawei, а имаме ние меморандум со САД дека Huawei ќе биде ограничен, дека тоа ќе биде кинески капитал. Така да и за ова слушам дека е многу поголема приказна отколку што се кажува во јавноста кај претседателката, да. Бујар, може ни тргна муабетот 2 сата веќе, а? 102 минути. 102 минути. Но мислам дека е доволно, бидејќи ако свртиме и на трети теми, ќе биде уште по... Ево и мечка дојде. Им се ближи терминот. Да. Бујар Османи, благодариме. Ние секој сме имале продуктивни разговори и така, но ова што го изразговаравме вечерва за тие што сакаат да разберат, мислам дека има моменти кои што ќе бидат remains to be seen, што вика, work in progress, и ќе видиме како ќе се развива. Видите, јас само очекувам дека како што сум јас сериозен за прашања кои што ги засегаат сограѓаните, да бидете и вие и другите сериозни на овие се разби тоа тело. Повеќе не постојат доволно мотивирани, активни, независни кругови во македонските... помалци имаме да... Не, луѓето си заминаа така што... Меѓутоа јавноста тоа го бара, јавноста... Знаеш како, понекогаш јас сум циникот во овој подкаст и така натаму, секоја генерација мора однова да помине на сите кризи, вклучувајќи ги неубавите делови. Така што, мислам, жалам. Нека се носи пошто ние ќе видиме и за овој овој разговор прозвани, меѓутоа еден голем дел, како и меѓу албанците. Ова што го говориш ти пред, се спакуваа, се заминаа, немаат веќе нерви за овие морите. Нема поголем интерес на македонците и за македонците и во идентитетскиот дел отколку соработка со албанците. Па се разбира. Тоа. Бујар Османи, ти благодариме што беше. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, толку од нас за ова издание. Следниот петок, Сашо, тука си. Јас сум тука и не знам дали со Мечка и со Мичо може да ќе правиме некоја заедничка, мислам така некоја, ќе видиме. Јас не знам дали сум тука, но ќе се вклучам некако. Добро, во ред. Ќе видиме, има време. Како Па после повеќе и лето доаѓа, ние сме домаќини луѓе, знаеш како. Се гледаме на редниот петок. Се гледаме на редниот петок, ви благодарам на вниманието. Поздрав.